Кучани останува прв приоритет за владата. Премиерот Христијан Мицкоски денеска, одговарајќи на новинарско прашање, истакна дека се прават сите напори за да им се помогне на повредените од пожарот во дискотеката Пулс. Во однос на условите во Кочанската болница, Мицкоски кажа дека во Македонија во моментот има болници со многу полоши услови. Што се однесува до условите во Кочанската болница, можам со жалење да констатирам дека во Македонија во моментот во болниците има и полоши услови, за жал. И за жал, ние во овие 11 месеци не успеавме сите болници, се што е уништено минативе децении, да го реновираме. Но апсолутно се прв приоритет тие луѓе и тоа го покажавме уште на самиот ден, од првиот момент застанавме позади тие луѓе и како влада направивме се што можеме да направиме, прво безбедно да можат да бидат згрижени надвор од државата, а потоа безбедно да бидат вратени назад во државата. Конкретно вчера на владина седница донесовме повторно заклучок финансиски да покриеме транспорт со специјален авион на еден повреден кој што доаѓа од Австрија и така натаму и така натаму. Во меѓувреме се прави план со Европската комисија за целосно инвестирање во Кучани. Проектот кој најверојатно ќе биде именуван како Кучани 2030, опфаќа јасен план со кој ќе се реконструира општата болница во Кучани, но и училишни згради, спортски сали, патна инфраструктура и слично. Јас во разговори со претседателката на Европската комисија, госпоѓата фон дер Лајен, разговаравме да имаме заедничка акција помеѓу Европската комисија и владата да направиме еден јасен план за Кочани, можеби ќе го именуваме како Кочани 2030, во кој што ќе вложиме огромна сума пари во реконструкција на ваков тип на објекти, меѓу кои Кочанската болница, но и на други инфраструктурни објекти, училишта, спортски сали, паркови, инфраструктура, патна и така натаму. Инаку во Кочанската болница се вршат висикални терапии на повредените од пожарот во дискотеката Пулс. Тимови лекари има одштипи од Скопје, но недостасува медицински кадар кој ќе помага во негата за повредените.